Сега нема да се повикам на членот деловник, бидејќи вие истото не го направивте, па ќе ми дозволите да се доразјасниме и ќе кажам дека нема потреба да седнеме таму позади микрофони и да зборуваме за 27 април. Вашите лузни се ништо во споредба на она што го носат во нивните срца луѓето кои што се повеќе од 6 години во затвор. Вашите лузни се ништо. Во оваа сала, господине Мисовски, бевме и јас и вие и многу добро знаевме кој како се чувствуваше и што се случи онаа вечер. Но оние кои што цел тој процес го наместија, тие видоа само бенефитот тој 27 април. И не, оваа тема не е завршена се додека и последниот кој што лежи во затвор, неправедно обвинет и осуден, не биде ослободен. А тоа најверојатно според тоа што го гледаме нема да се случи додека сте вие на власт, затоа што вам тоа не ви одговара. Вам не ви одговара да се зборува на оваа тема, затоа што сте и тоа како помешани со нејзино сценарио. Вашите лузни, ќе повторам уште еднаш, се ништо во споредба со лузните на оние кои што неправедно ги затворивте. Тие ќе кажуваат еден ден, а ќе кажуваат, да знаете. Историјата никој не може да избрише. Ова историја која што ќе изучуваат нашите и вашите внуци. Во таа историја размислете каде ќе бидете запишани вие, а каде овие кои што неправедно ги осудивте, ги обвинивте дека се терористи, а сите криминалци се на слобода благодарение на вас. Дофрлувајте колку што сакате, колешке. Вие немате право апсолутно збор да кажете. На тој 27 април не бевте во оваа сала. Не знаете што се случуваше тука. И не одговара оние кои што треба. Тие што го организирале настанот, прашајте го господинот Маричич каде се. Кајче веслаат бесплатно. Само недолжните се во затвори, тие ќе кажуваат. Нивните лузни ќе ве печат. Цел живот, поколенија. Немој да мислите дека ќе се спасите ако не сте лежеле во затвор. Цел живот ќе ве следат нивните лузни и она што им го приредивте и што ги злоупотребивте за денес да бидете на власт. Мислете добро, кој злоупотребил и кој искористил од тој настан. Само вие што сте на власт. Уживајте уште некој ден и месец, а после тоа мислете му и на одлуки на македонски судови, но и на одлуки на Страсбург и на останати судови. Правото, господине правник во оваа држава, ќе завладе, ќе мора да започне прво од вас, а после и со сите останати кои што ви премолчуваат и ве поддржуваат. Јас се извинувам, но вие испровоциравте и моравте да добиете ваков одговор, затоа што само ваков и заслужувате. Само ваков и заслужувате, господине вице-премиер за неевропски прашања. Благодарам.